првен за денес се одложи. Па, И што очекувате со ништо, новиот судија? ништо ново во однос на овие предмети кои што власта ги турка, како што цела година ги турка и сега власта заедно со СЈО, заедно со целиот притисок врз државниот апарат, вклучувајќи го и судството, ги турка со една непринципиелна хајка, со еден политички прогон, со цел политичка одмазда. Целта е практично за предмети за кои што сосила се измислија истраги. Се измислија обвиненија без докази. Па потоа се фабрикуваат докази со притисок врз судот, врз апелациониот суд, да нелегално стекнатите материјали, креирани материјали да ги признае за докази во доказна постапка, како што тоа не е никаде во светот. Значи никаде во светот нелегално прибавени материјали не може да бидат доказ во доказна постапка, така што на крајот последниот чин кога видоа и со тоа дека не им оди работата, последниот чин беше да ги сменат и судиите, да постават нови суди, можеме да претпоставуваме по кој критериум. Тоа е тоа, значи политичката хајка тече затоа што е така започната и веруваат дека така треба да се води државата. За разлика од тоа, во исто време гледаме за само едно рочиште на Заев, кое што требаше да почне пред околу 2 години, рече си да не е почнато, а веќе судиката му се извинува дека го повикувала на суд и на рочиште. Како ја коментирате само и вчерашната средба помеѓу новиот претседател на ВМРО ДПМН и премиерот? Новиот претседател на ВМРО ДПМН има полн легитимитет и право да влечи потези кои што цени дека се добри за партијата и за граѓаните. Така што тој аспект немам што посебно да коментирам. Тој си врши својата работа, односно си остварува средби и работи во корист на партијата и во корист на граѓаните. Всушност ви се одмаздуваат од СДСМ. Зашто да ви се одмаздуваат? Што лошо За сте 11 години порази за тоа.